Почитувани, продолжуваат деструктивните процеси во здравствениот систем. Стерилизацијата на хируршките инструменти е клучна алка во медицината. Играта со стерилизацијата може да чини човечки животи. Тендерот за стерилизација е доделен, но никој нема никаква, ама баш никаква информација како мисли министерот за здравство Венко Филипче да го спроведува јавното приватно партнерство во оваа клучна област од медицината. Направија физибилити студија, но не ја објавија. Ветија состанок со надлежните од фелата неколку месеци пред објавување на одлуката, но таков состанок не се одржа. Во здравствените институции, замислете, никој не е запознаен со начинот на кој што ќе се спроведува јавното приватно партнерство за стерилизацијата. За вработените воопшто да не зборуваме. Ништо не е познато ниту на јавноста, толку беше од таа транспарентност. Донесоа сега и одбраа фирма која ќе ја спроведува стерилизацијата, а ниту одлуката за донесување на стерилизација за одлуката не е јавна. Значи, никој ништо не знае. Се поставуваат прашања, министре, како избравте 4 центри за стерилизација, и тоа 2 во Скопје, а останатите да бидат во Охрид и во Кавадарци. Битола и Штип имаат клинички болници, а центрите за стерилизација ќе бидат во Охрид и во Кавадарци. Замислете, Охрид ќе ја прави стерилизацијата на Битола. Која е логиката да се транспортираат инструменти од Охрид во Битола? Која е логиката да се транспортираат инструменти од Кавадарци во Штип? Не се знае ниту кога ќе стартува се тоа, што вие го нарекувате јавно-приватно партнерство. И повторно прашање кој што од јавноста очекуваат одговор. Прво, по која цена и како ќе се нудат услугите, по кој правилник ќе се детерминира цената за стерилизација? Второ, кој ќе ја плаќа стерилизацијата на инструментите? Трето, велите дека кадарот ќе го превземе приватен партнер, но треба да објасните под кои услови. Ова се само дел од работите кои бараат одговор. Излезете во јавноста, објаснете каков ќе функционира ова. Не на мене, туку на јавноста, и требаат одговори на граѓаните кои што им е важна оваа процедура. Или излезете, или напуштете ја функцијата. Трето, нема. Ви благодарам за вниманието.